Ќе работите во групи, ќе ја пременуваме групната форма на работа, а целта на часот е да изработиме презентација за видови собраки. Со изработката на оваа презентација ќе ги проширите стекнатите знаења за видовите сообраќајни средства, нивната намена и користа од нив. Од вас очекувам да го точно изработите наставниот лист и да изработите устно, да ја презентирате презентацијата која што сте изработиле, да објасните кои алатки сте ги користеле и содржината на наставниот слайд. Први, јас сега ќе ви го представам мојата презентација WebQuest. Што е WebQuest? Тоа е задача која што се решава со помош на компјутер и интернет. Ајде да видиме што треба да сработи. Да ги именувате и да го напишете името на сообраќајното средство и на управувачот на сообраќајните средства во наставниот лист 1. Да изработите презентација во ORG Presentation и наставен лист 2, тоа одосно ќе продолжи. Процес. Поделете се во 3 групи. Групите и имињата на членовите во секоја група се напишани на лист на секоја група. Значи ги имате пред вас и така сте седнати. Секоја група си има посебна задача. Првата група ќе изработува презентација за копнен сообраќај, втората група ќе изработува презентација за воден сообраќај и третата група ќе изготвува презентација за воздушен. Името на сообраќајното средство и на управувачот на сообраќајното средство и некои други вработени во сообраќај. Нашата задача ни беше на секичките да ги напишеме имињата како се викаат: авион, едрилица, пилот, хеликоптер, балон, стюардеса, Отпатен сообраќај, автобус, автомобил, камион и возач, од железнички сообраќај, електричен воз, локомотива и машиновозач. Значи чичкото кој што вози локомотива. И на крај водениот сообраќај, брод, глисер, капетан, едрилица, кајак и морнаш. Браво си.
превезе голема количина на стока. И имаме слика 1. Бродот е превозно средство за превоз на патници и стока од групата на пловила на воден собран. Поаѓа и пристигнува на пристаниште. Хеликоптерот е превозно средство за превоз на патници и стока од групата на летала за воздушниот сообраќај. Полетува и слетува на Хелиодром. И за авион. Авионот е превозно средство за превоз на патници и стока од групата на летала за воздушниот сообраќај. Автобусот е превозно средство за превоз на група и патници од групата на возила за патен сообраќај. Тој секогаш се движи по седмица страни на коловоз. Железнички сообраќај воз. Има слика електричен воз. Возот е превозно средство за превоз на патници и стоки од групата на возила за железнички сообраќај. Тој секогаш се движи по железнички Коловоз, наречен